Објекти за потребите на вработените во индустриските зони нема да се градат, но се договараат детали меѓу ТИРС и фирмата Стентон Градба како ќе се спогодат, дознава Телма. Пред раскинување е договорот меѓу нив за 9 објекти, меѓу кои 3 градинки за децата на вработените, 3 амбуланти, апартмани и паркинзи во зоните Скопје 1 и 2, како и во Штип и Прилеп. Од фирмата Стентон Градба, која пред 2 години го доби тендерот вреден 29 милиони евра, велат дека само иницијативно побарале раскинување на договорот, бидејќи трпат двојна штета од ангажирање на ресурси без почеток на реализацијата. Токму нашата компанија беше таа која побара раскинување на договорот. Ова барање, заведено како предлог за спогодбено раскинување, беше поднесено до ТИРС уште на 3 јуни 2025 година. Ова јасно укажува дека станува збор за наша деловна одлука и принципиелност, донесена пред подолг временски период, бидејќи реализацијата на договорот од 18 декември 2023 година се уште не беше започната. Овој договор беше спорен и за државните ревизори кои во извештај нотираа дека нема проценка за вредноста на објектите, нема физибилити студија, нема проектна документација, ниту пак е утврден начинот на плаќање, што е ризик за државните индустријски зони. Исто така ревизорите утврдиле дека аванс од 20% е исплатен веднаш на фирмата. Договорот е потпишан од претходниот директор Јован Деспотовски, за кој веќе има истрага од пред 1 година, но која не е поврзана со овој тендер. Ревизорскиот извештај само што е доставен на надлежно постапување во основното јавно обвинителство Скопје. Оформен е предмет и јавен обвинител ќе преземе действија на испитување на наводите, како и нивно евентуално совпаѓање со наводите на финансиската полиција, врз основа на кој беше поведена постапка. За таа постапка е прибавена документација, се вршат испитувања на лица, наредена е финансиска истрага, а ќе се врши и вештачење. За првоосомничениот на сила се мерки на предпазливост. Инаку, според информациите на Телма, во моментов се договараат деталите за тоа на кој начин ќе биде раскинат договорот, за кој велат дека е правно комплексен. Ниту од владата, ниту од ТИРС засега не откриваат што ќе се случи со исплатените 5 милиони евра кон фирмата и каква ќе биде спогодбата со неа.